почитувани медиуми, ви благодарам за вашето присуство. Добро дојдовте. Граѓанско-демократската унија денеска и официјално го најавува своето учество на нас за првите парламентарни избори. Се одлучивме средбата со медиумите да ја одржиме пред утрешниот почеток на изборната кампања со цел во една помирна атмосфера да ве запознаеме со нашите верувања, залагања и активности на кои ќе се сконцентрираме во иднина. Јасно ни е дека изгледот на македонската политичка сцена во моментот е таков да пред се им служи на самонаречените големи партии, кои ние ги препознаваме единствено и само како големи надуени балони со топол воздух. И едните и другите, кога се во опозиција, гласно обвинуваат дека Македонија го допрела дното. Но, кога ќе дојдат на власт, Македонија е колевка на реформатори и храбро оди напред. Но како што знаете, ако балоните ги издишете, ќе видиме дека во нив нема содржина. Тие само лутаат без компас и план. Користат исти методи и се разбираат едни со други и имаат секогаш еден исти или сличен резултат. И сите тие резултати се на штета на граѓаните. Затоа, силно ве уверувам, ние во ГДУ сме уште поодлучни да истраеме и да покажеме дека промените и реформите се единствено можни, ако искрено се верува и работи за нив. И не само тоа. Одлучени сме да предизвикаме промена во општеството преку личен пример. И она што еден индивидуалец сам ќе го започне, група на индивидуалци ќе го завршат како процес на промена. Зошто промените кои сакаме да ги донесеме бараат силен сојуз меѓу граѓаните, бараат партнери кои цврсто веруваат во слободата на поединецот, во неприкосновеноста на правото на секој граѓанин на Македонија да биде тоа што е и да живее според своите убедувања. Нашата цел не е само по себе си власт. Нашата цел е фундаментална промена на општеството, кој го разбираме како заедница на слободни и одговорни индивидуи, кои се суверени и еднакви пред уставот и законите на Македонија. Нашата цел е целосен ресет на нефункционалниот систем во кој живееме денеска. ГДУ се појавува на македонската политичка сцена во момент кога граѓанството стана свесно дека веќе нема опција која политички да ја поддржи. Ние сме ентузијасти кои веруваме во иднината на Македонија. Веруваме дека нашите деца заслужуваат иднина во Македонија, дека дома треба да живееме во добросостојба. ГДУ ќе инсистира на промени на постојниот изборен модел, со пропорционален модел со отворени листи и една изборна единица на територијата на Македонија. Затоа што граѓанинот мора да ја врати моќта кај себе. ГДУ ќе инсистира на намалување на бројот на пратениците на 90, како и на реорганизација и рационализација на администрацијата, намалувањето на бројот на министрите на 15 и исклучување на можноста за министри без ресор, намалување на бројот на советниците во влада, во министерства, намалување на бројот на агенциите и вработените во администрација, намалување на бројот на советниците по општинските совети и така натаму. Преку личен пример ќе ја започнеме административната реформа од врвот на пирамидата на администрација, започнувајќи од нас политичарите. Ќе инсистираме на фискална децентрализација, односно распределба на приходите од персонален данок да бидат во однос 50/50 меѓу централниот буџет и локалните власти. Приоритетите на ГДУ се реформи во образование и во здравство. Образование со намален број на часови за деца и со помалку ученици во една паралелка, со зголемени плати на наставниците на ниво повисоко од републичкиот просек и со автономија во поглед на нивните индивидуални пристапи во реализација на наставата. Поквалитетно здравство, преку инвестирање во регионалните болници Велес, Штип, Струмица, Битола, Прилеп,
за да го намалиме јазот помеѓу примарните и секундарните здравствени услуги, како и воспоставување на систем со задолжителен пакет и дополнителен пакет за осигурување во фондот за здравство. Една иновативна идеја која ще предлагаме на македонското општество. Најважно, ГДУ ќе работи на фундаментална промена на системот со цел конечно граѓанинот и неговите права да се стават во центарот и пред се. Денес пред вас се и носителите на нашите листи во 5 изборни единици. Во изборна единица 1 е нашиот коалиционен партнер Ана Глигорова од Сдруженијето Движење на слободни граѓани, безпоштеден борец против извршителите и правосудната мафија. Во изборна единица 2 носител на листата е доктор Енсер Јусуфовски. Јас, Петар Колев, председателот на ГДУ, сум носител во изборна единица 3. Во изборна единица 4 носител на листата е Добре Митрев. Во изборна единица 5 е председателот на Граѓанско-демократската унија во Охрид Даниел Јордановски. Сите сме ние поединци, но заедно правиме функционален и квалитетен систем. Затоа, заедно ќе им покажеме на сите, кои државата ни ја претворија во полјана каде владее посилниот, корупцијата, криминалот и непотизмот, дека ние во ГДУ сме решени и веќе нема да толерираме власти, партии и поединци кои имаат манири на мафија. Ние нема да отстапиме, додека не го ставиме поединецот пред политичкиот естаблишмент. Ги повикуваме сите граѓани да ни се придружат во нашата мисија и на денот на гласањето да бидат ежот што ќе им се спротистави на змиите. Ајде да видиме. Нашиот изборен слоган е граѓанинот против мафијата и во негово име ги издишуваме овие надуени балони и заеднички ги лансираме во орбитата, бидејќи време е да ја пренесеме веста дека повеќе тука не ни се потребни. Се надевам дека во целата изборна кампања ќе можеме да разговараме и да се дружиме. Ви благодарам уште еднаш.